Ги прашав моите Инстаграм пријатели како е да се седи дома, што прават по дома, како се справуваат со оваа ситуација, дали се плашат. Еве што ми одговорија. Па генерално за мене седењето дома е преубаво поради тоа што јас сум тип на луѓе што не ќе да излава толку многу надвор. Така да не ми е проблем, седам си дома, одмарам си, секако тоа го правев и пред ова и хаос. Малце чудно, ама интересно. Чудно да спекаш да си ограничен на простор и сум таков човек што постојано активен, постојано помеѓу луѓе, сака да е надвор. Не сме разговарале, сакам да те прашам нешто. Како ти е што не одиш во школа? Па сите другарчи ми фалат многу. А учителките? И учителките најмногу. Најмногу. Ти се оди тебе во школа? Моја? Ти се оди во школа? Па да. Затоа што можеме да научиме секакви работи. Искрено, мене не ми е воопшто досадно да си седам дома. Карантинот мене психофизички ме прероди и кожата конечно ми се умори и ми дише. Малце подобро се справувам со анксиозност. Интересно е што учиш да се сакаш сами од себе си. Што повеќе време поминуваш со себе и што реално јас тоа го научив во неколку дена. Како е да си дома со дете за време на коронавирус? Прво, вака изгледа влезот. Вака изгледа дневна соба. Тоа немам искуство со инспекторот. Шо преш, мама? Еве си решила. Си дома, да ви кажам, ја и онака се седаме дома, но нели без прошетки е многу потешко. Марта буквално ги зима ранците, ја зима јакната и ја носи да оди надвор, но се трудам да смислувам или игри, или нешто да притрча, така да се снаоѓаме. Буквално интересно ако направиш да ти биде интересно, ако најдеш начин за тоа. И јас сите изговори што ги имав како немам време, сега ми се вратија и мора да имам време за се. Така да можам да си правам се зашто викав дека немам време. Имам време да се видам со моите, со татка ми конечно ги имаме, со баба ми готвиме нови рецепти. Да се живее во оваа ситуација буквално не е тешко според мене и за мене, поради тоа што има мал милион работи што може секој да ги прави. Има толку многу веќе сите на интернет стават кој што може да прави, дали да читаш, дали да немам појма да спортуваш дома. Буквално ја имам веќе неколку бојанки за возрастни купено, така да бојам, свиркам си, супер ми е. Мандала. Бојанка за возрастни. Ненормално опуштање и смирување. Имате шаблони. Моето хоби е цртање. Кажи ми што правиш додека си дома? Па најмногу цртам, играм со мама и тато друштвени игри. Дома јас први ни исчистив све што може. Па пак се растури, гледам некоја книга да исчистам, да гледам помалце вести, гледам, запишав некој онлайн курс. Си читам книги, си слушам музика, гледам видеа, гледам филмови, серии, готвам и значи има толку многу работи кои што може да се направат искрено. Мислам дека не е воопшто досадно, сите може да се справиме. Имам инсталирано една апликација за јога и медитација, мислам дека на секој ќе му дојде добро, ја има на Play Store за почетници на јога и ќе ва пошти физички, психички и подобро ќе се справите во оваа ситуација. Почнав да учам знаковен јазик, читам книги, гледам цвеќиња. Тоа да знам дека ми е многу интересно во последно време. Повеќе време поминувам со себе, повеќе се запознавам и учам како да се сакам. Се справувам со тоа што не гледам што објавуваат порталите, што објавуваат телевизиите, поради тоа што таму е се претерано, таму е се преувеличено. И едноставно гледам да правам работи што на мене ми се интересни, што ќе ми го тргнат умот од некои лоши мисли. Тргање на сите луѓе од мене што имаат негативно мислење за ситуацијава, со одбирање кои вести ги читам и со исклучен телевизор за да не слушам негативни работи, затоа што се е до психата. Би излажала ако би рекла дека ми е се едно, ми е малце страв конкретно дека
Јас сум имала многу проблеми со дишните патишта, имам брат кој што е у ризична група, диабетичар. И многу внимавам на препораките, сите дома го внимаваме и препорачувам сите останете да внимавате. Не е битно ништо како тоа надвор што ги го испиете. Реално многу е покул и поинтересно да го пиете на камера и да пробувате нови работи, да видите како е. Буквално ни малку не се плашам од оваа ситуација, заради тоа што мислам дека правам точни работи и мислам дека никаде не грешам со тоа што го правам, поради тоа што сум дома, пазам, мијам раце, да, се дезинфецирам и немам никаков страв, буквално никаков страв. Мене тоа што ме плаши е тоа што луѓето не се придржуваат кон мерките, се собираат дома и покрај забраната за излегување, а мислам дека најлесно може така да се заразиме и ако мислиме дека ние може да го поминиме и победиме вирусот, има луѓе кои што не можат, постари лица, хронично заболени и мислам дека поради нив треба да останеме дома и ќе го издржиме периодот. Сите се сме навикнати на слобода, мислам дека цела оваа паника и вознемиреност на сите ни влијае, но колку подобро се справиме и ги почитуваме мерките, мислам дека побрзо ќе заврши и ќе се врати се во нормала. Според мене е едноставно и лесно ако се соочиш со тоа дека ситуацијата е таква каква што и дека не можеш ништо да смениш во врска со тоа. Се останато негативно ќе ти прави се да е уште полоши и уште полоши. Тешко од аспект што не можам да ги видам тие што ми се блиски, што ги сакам, што сум поминала доста време, као дечко, баба, чичко, ти фалат. И што ќе треба поше ги цениш. Ама како и да е, интересно е, уживајте, се надам ќе пројде побрзо. Додека не се смири целава ситуација, не е дека имам некоја ненормална потреба да морам да се социализирам физички со луѓе. Што е најбитно да се прави? Па да се мијат раце, да ги слушаш мама и тато, да не излегуваш од дома, за да не се префатиш со тие што се болни. Во принцип, сето оваа сага ќе заврши многу брзо, доколку останете изолирани и чувајте се самите себе, чувајте во вашето здравје, поминете квалитетно време со самите себе, сакајте се себе за да може да ве сакаат другите. Ви посакувам на сите убав престој дома.